Во овие вести линковски се поврзуваме со колегата Сотир Трајков. Сотир, утрово се вклучивме со тебе од општина Центар, сега и од Карпош. Како тече изборниот процес во оваа скопска општина утрово? Александар, можам да кажам дека ние сме овде околу 1 час во училиштето Братство во скопската општина Карпош. Гледаме многу поголема раздвиженост, значи има многу повеќе граѓани кои го остваруваат своето гласачко право, за разлика од утрово кога се јавивме во 8 часот, имајќи предвид дека тоа беше првиот час од денот на гласање во вториот изборен круг. Така што навистина има многу повеќе гласачи. Ние го посетивме избирачкото место 2614, разговаравме со претседателката на избирачкиот одбор. Таа вели дека избирачкото место било отворено навреме во 7 часот, дека гласањето досега тече без проблеми и дека до 10 часот и 45 минути правото на глас го оствариле 11,5% од гласачите запишани на избирачкиот список на тоа избирачко место 2614. Па предлагам да ја слушнеме нејзината изјава. Избирачкото место беше отворено точно во 7 саатот. Се иде нормално, по нормален тек, немаме до сега никаков проблем. Околу 15 до 11, излезеноста беше околу 11,5%. Од вкупно колку гласачи на вашето избирачко место? Од купно 795 гласачи. Навреме стигна гласачкиот материјал? Се навреме го подигнавме вчера са бајле гласачкиот материјал, како што е по упатствата, постапивме, го уредивме гласачкото место, така да се тече по нормален редослед и по нормален ред. Граѓаните кои ги сретнавме овде во училиштето Братство на неколку избирачки места каде што го остваруваат правото на глас, се поделени околу очекувањата од идните градоначалници и советници. Дел од нив сметаат дека треба да се направат промени за подобар живот на локално ниво, а дел од нив немаат големи очекувања. Па предлагам да ги слушнеме и тие изјави. Искрено немам некои многу големи очекувања од нив. Очекувам да се поправат малце состојбите. Веројатно и тие со текот на определени избори, значи согледуваат што фактички боли граѓаните, односно што тешкоти имаат и се надевам дека ќе се подобри состојбата. Се што ви тие очекуваме да исполнат. Се надеваме дека овој пат ќе биде така. Многу прогрес да направат во општината, секаде во сите општини низ градов. Ова се 8 локални избори и тоа втор круг. Право на глас имаат 1.013.375 гласачи. Се гласа во 32 општини и во градот Скопје. Меѓу тие 32 општини каде што се гласа за градоначалник е и општината Шуто Оризари, каде што има прегласување на 3 избирачки места за советници по констатирани нерегуларности од првиот изборен круг од страна на Управниот суд.